На што имате забелешки на актуелната казнена политика и што вие како собственици на дуќани, на трговски друштва и други компании или фирми имате намера да забележувате на актуелната власт и понатаму да ги променувате тие закони? Забелешки имаме на високите казни и на казнувањето без претходно предупредување. Не може на 11 години работење, прв пат влегува в Дујчан, за 170 денари вишок во касата, на казна од 3.500 евра и 15 дена затвор. И после тоа како да се работи. Што предлагате ви? Да има претходно предупредување, па и намалување на казните. Така. Имаше пред колку месеци, пред неколку месеци во Прилеп, значи реакција од дуќанџиите. Колку беше? 3 месеци. Така. Пред 3 месеци. Тогаш имаше иницијатива за некакви промени, се знае како во оваа држава се оди промена на закон. Дали контактиравте со противниците и што со таа иницијатива? Се контактираше со противниците. Не знам како беше Имаше контакти со пратениците и како плод на разговорите со пратениците ние доставивме барање за промена на казнената одредба на малото стопанство. До каде е постапката? Постапката е во нивни раце. Ние добивме повратно писмо од председателот на собранието дека ќе му биде разделено на сите пратеници. До ден денеска немаме одговор на нашето барање. Дали некоја политичка поддршка сега веќе зборуваме? Имате од пратениците, од власта и од опозицијата во смисла на измени. Зборуваме за политичка, неформална. Значи неформална, ние имаме, тие сочувствува со нашите проблеми, во разговорите идиме на едно исто нешто, дека казните се превисоки и се уште немаме конкретно законски, затоа што ветувањата усно и немаме писмен документ дека нема да видиме со такви ригорозни казни казнуваме. А живи луѓе сме, грешиме, казнуваме. Кои се вашите забелешки во поглед на казнувањата и што мислите дека може да се измени во таа казнена политика? Моите забелешки се конкретно за нелегалните деловни објекти во кои што не може да се даде одобрение за работа. Фактички тие лица нема фирма, работа со фискална каса од некоја си затворена фирма и апсолутно има таа фискална каса друга адреса. Сега муштерија како муштерија не може да ја примети, меѓутоа ние како дујчанџи, кај што си живееме во околината, тоа можеме да го приметиме. И можам да кажам, ова политика е селективна, казненава политика. И затоа мислам дека државава нема и старшин за сите. Вие како дујчанџи, сега до сите зборувам, дали имате здружение и дали мислите организирано да настапите во поглед на заштита на своите права и понатаму да барате и други можеби измени законски? Вака, ние бараме измени законски. Досега барањата се стигнати во парламентот, меѓутоа немаме директни одговори добијано. Така да мислам дека власта е глупава. Нешто друго да додадете? Ристеска Тања. Имате скрипца. Јане Филиповски. Добро. Хвала. Кажано е се? Тргната власт е јасно ремонтално на власт. Добро. Не почитување одлука од управен одбор на јавно комунално предпријатие. Со одлука на управен одбор. Треба да се плати 7,6 евра од квадрат, а тие наплаќа 15,5 евра. Каде тука власта да види локалната власт? Добро. Со ова бевме ние и питола, ова е на локално ниво треба да се го реши градоначалникот, а со решија до ден денеска ништо нема решено. Ми кажнува 3000 евра, 2 пати куќа да вртувам под хипотека. Зошто? Името и презимето? Петровски Стоти.